Почетокот со работа на новата влада означи нов почеток за Република Македонија. Наш најголем предизвик е одмрзнување на односите со нашите стратешки партнери на патот кон евроатлантските интеграции. Ова го посочи вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи во отчетот за работата на секретаријатот за европски прашања. Османи ги посочи и значајните посети на хан на Република Македонија, како и посетите на македонските делегации на Брисел, со цел деблокирање на патот на Македонија кон Европската унија, од што произлезе и планот 369. Овој план го изготвивме почитувајќи го принципот на инклузивност. А во неговата имплементација се вклучени бројни институции кои што не се во надлежност на владата, но и со значаен придонес на граѓанскиот сектор. Како секретаријат за европски прашања поставивме сериозен механизам за надзор и мониторинг на спроведувањето на реформите, зашто меѓу другото формиравме и работна министерска група, формиравме адхок оперативно тело и така натаму. Изминатиот период секоја владина седница започнува со така наречената предточка на која се проверува и анализира спроведувањето на реформите со цел да се одржи фокусот на владата кон имплементација на планот 369. Според Османи, круната на првиот дел од планот 369 ќе биде одржувањето на кредибилни, фер и веродостојни локални избори. Како што посочи вице-премиерот, планот се очекува да резултира со отстранување на условеноста на препораката како прв чекор за добивање датум за преговори за полноправно членство во Европската унија. Паралелно се работи и на подготовка на деловите 6 и 9 од планот 369, кои што треба да обезбедат континуитет и фокус на владата и државните институции кон имплементација на реформите и понатаму. Со нивно имплементирање, онака како што е договорено, ќе се имплементираат сите потребни реформи кои се идентификувани како пречка за нашиот евроинтегративен напредок. Усвојувањето со консензус во владата на предлог законот за јазиците, Османи го оцени како отпочнување на процесот на унапредување на едно од најважните прашања кои произлегуваат од рамковниот договор. Подпишавме историски договор за добрососедство со Република Бугарија, со што исцртавме една нова траекторија на градење добри односи со соседите, која на крајот треба да резултира и со нова клима на позитивен однос во решавањето на отворените прашања и со Република Грција. На крајот Османи наведе дека работено и на одмрзнување на сите тела и активности кои се од надлежност на секретаријатот за европски прашања, покренати се и меѓуресорните тела, како што е работниот комитет за европска интеграција, но и заедничките тела со Европската унија, како што се Комитетот за стабилизација и асоциација и Советот за стабилизација и асоциација.